Добро вечер. Четврток, 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место, бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Тема за вечерва: една година после промената името Република Македонија во Република Северна Македонија, или каде се изгуби таа енергија на референдумот од 30 септември 2018 година. Зошто така прифативме да биде сменето името на државата и без малку сега сме апатични, без енергија нешто да направиме или да се спротивставиме? Гости за вечерва: господјата Наташа Котлар, професор, доктор по историски науки и втор човек во партијата на Солза Грчева, и Милан Парошки, кој на времето беше кандидат за претседател на Република Србија. Можеме ли да почнеме со еден добар политички виц? Во понеделникот Зоран Заев го обвини Христијан Мицковски дека ќе го поништува Преспанскиот договор и ќе го враќа името Република Македонија. Па е виц. Да, тоа е виц на годината. Зоран Заев го обвинува Христијан Мицковски дека ќе врати името на Република Македонија, дека македонските граѓани треба да бидат исплашени поради тоа. Да не е толку шеговита оваа работа што ми ја кажувате, повеќе би рекла повеќе заплачење. Меѓутоа, толку е комплексна целата оваа политичка содржина, што веќе не знам да разликувам виц, шега од реалност. Да, границата на реалноста е изместена, не знаеме каде да ја поставиме границата на реалноста. Во некој нереален свет живееме. И не знам во која насока и ние треба да се движиме, дали треба да се шегуваме, да се обвиеме во тој црн хумор, или пак да продолжиме со некоја реалност која не знам веќе каде да ја детектирам. Господи Котар, има два правци што се случува во Република Македонија, и тоа говори за таа драматична поделеност на македонското општество. Македонското од етнички аспект говорам. Значи не македонци албанци, туку самите македонци. Едниот феномен е феноменот на Дино Мерлин, и тоа што се случи на 31 декември на 1 јануари, кај што 60.000 луѓе дојдоа на Скопскиот плоштад и всушност покажа дека им е доста од тензии, сака да живеат релаксирано. И вториот дел се оние прослави на ракометарите, победите на Вардар и така натаму, кај што имаше еден драматичен национален набој, кој покажа дека еден друг дел на македонските граѓани многу сензитивно го доживува тоа прашање и не се согласуваат со промена на името и сакаат нешто да се смени. И тие две Македонија никако да се допрат, никако да искомуницираат помеѓу себе. Да, мислам дека тука е работено поприлично. Јас го гледам периодот од 91 па навам. Работено од наши и од странски, веројатно, фактори. Сметам дека ние сме многу пријатна почва за да некој друг нас не работи. Мислам дека... Како бавче сака да кажете? Да. Буквално така. Со оглед дека во едно свое време ние имавме одличен образовен систем. Нашите луѓе знаат да се снајдат со своето образование и во својата земја, но и надвор од таа земја. Создаваа фабрики, создаваа македонски производи. Се создаваше и на таков начин еден македонски идентитет. Мислите дека намерно образованието е уништено? Да. Јас доаѓам од таа сфера, од сферата на образованието и на науката, и ако го споредам моето досегашно работно искуство в 27 години, наоѓам многу повеќе недостатоци, мани и многу лоши работи во однос со она што сум го доживувала како ученик или восприемач на определени знаења, отколку сега. За почеток да видиме етимолошки од каде потекнало името Македонија. Милан Парошки е на тема на што се должи и како Македонија го има добиено своето име. Како Македонија го добива своето име? Pa ono što je meni vrlo poznato, zahvaljujući jednoj savršenoj izložbi Makedonskog muzeja iz Skoplja, koja je bila prezentovana 2008. godine u Novom Sadu, u muzeju grada Novog Sada, imao sam čast da direktorujem i da ugovorim saradnju. To je čuveni nalaz prvosveštenice, uslovno tako je tumačimo, iz 8. veka pre nove ere. To je skeletni ukop sa svim atributima vlasti i pojasom sa bakarnim čaurama maka. Znači, to je neosporan arheološki dokaz, prezentovan verovatno u Skopskom arheološkom muzeju, podrobnije i na drugim nalazima, ali kod nas u Novom Sadu je bio prezentovan grobom te prvosveštenice i makom. Znači, etimološki Makedonija je dolina maka. I ono što vi, nažalost, još nemate nacionalnu konstituciju Makedonaca,
nemaju ni Srbi za utehu do spasu dana, tek sad smo uspeli da začnemo nacionalnu konstituciju. Odrekli ste se imena, potpunog imena Makedonaca, znači dobili ste geografsko određenje, što nije nacionalno određenje. I ja sam razumeo revolt, nažalost, to se kod vas u Skoplju manifestovalo kroz stranačku podelu, a ne kroz nacionalan zahtev. Onog trenutka kada ste se opredelili za nazovi demokratske promjene i odrekli se imena, vi ste izgubili potencijalnu nacionalnost. Dobili ste geografiju, znači dobili ste severno određenje, znači geografsko, a ne nacionalno. Zato je bio toliki revolt kod vas u Makedoniji. Makedonska nacija nužno mora biti konstituisana da bi mogla da objasni to istorijsko ime Makedonije. Znači od Mak. Apsolutno. Ili kako što nije u Makedoniji go narekao Mafijom. Pogrešno. Pogrešno. Ne slovenski, odnosno ne makedonski naziv. Znači od Mak od Doge. Cijela ta rabota. Ta rabota je ozbiljna i taj mak nije samo makedonsko dobro. Mi Bačvani jednako i sejemo i jedemo štrudle sa makom. To je, ajde da kažem, potencijalno, osim što su ga ratnici koristili za saniranje rana i uspeh u boju, to smo nažalost i mi doživjeli u poslednjem savremenom ratu, da se sa drogom odlazilo na front, ali u istoriji je to očigledno bilo. Znači, mak na pojasu ratnika je služio i da sanira rane i izazove ratničke pobude. Prvo sveštenica ga je koristila u neku svoju svrhu, dok smo tako je zatekli u njenom ukopu, odnosno na izložbi 800 godina pre nove ere. Ipak je to jedan civilizacijski poduhvat, samo da se razumemo, Aleksandar Makedonski je 4. vek i Filip pre nove ere, a ona je iz 8. veka. Znači, mnogo je starija civilizacija Maka i Makedonije u ovom slučaju, ali kažem i Bačke, naša Bačka je jednako stara zemlja и познае Мак. Знаете зашо ја прашувам? Солунската гимназија ќе земам ко пример. Сите големи револуционери, крајот на 18 век, почетокот на 19 век, се школуваат во таа Солунска гимназија. Во 10 години таа Солунска гимназија вади таков кадар кој успева да ја затри со Отоманската империја. Значи во 10 години им излегуваат работите од контрола. Сега мислам дека не постои таа Солунска гимназија, дека камен на камен не е остаен тамо, иако е таа екзархиска гимназија и така натаму. Тоа всушност покажува дека кој би имал еден сериозен образовен систем, кој би развил елити кои се македонски определени во Република Македонија, тогаш и Република Македонија нема да биде ваква бавча која е корат, нема да биде село без куќиња. И дека некој намерно изминативе 30 години ни го уништува образованието, за да не се створи лидерски потенцијал во Република Македонија. Апсолутно, колку повеќе сте оспособени или со определен квантум на знање, вие не сте мета на манипулирање. Сега сме луѓе кои што живеат во заедници многу податливи за манипулирање. Таа Солунска гимназија во тоа време прво ги содржи како просветен кадар многу професори кои што се со навистина високо образование, ама кога велам високо образование, сметам на широко образование. 10 години кој кадар разви. Тоа е неверојатен кадар. Есенцијата на револуционерната организација. Апсолутно. Таму пробиваат филозофски мисли, а посебно најавангардната во тоа време социјалистичките идеи. Замислите таков образовен систем сега да имавме. Па ќе ги избришеше двете политички партии. Јас само можам... И СДСМ и ВМРО ќе ги избришеше. Целата вина ја гледам во тоа разградување. И то 30 годишно. Намерно го направи апсолутно, апсолутно. Луѓе кои се зависни од нив, кои зависат од нивните вработувања, кои зависат од нивните плаќања на гласови пред избори, кои зависат од нивните субвенции, нивните донации, кои се зависни луѓе. Луѓе кои не влегуваат во природна конкуренција. Не може да издржат. Да. Сметам исто така, немањето на една природна конкуренција го прави ова. Да, и тогаш двете партии ви се наметнат ко мајка, ко татко, ко маќа. Да, а нас не прават клиенти. Апсолутно. Чекаме. Клиенти ве прават ако тие сакат. Да. Ако тие оценат дека од вас треба да се направи таков модел. Ако не, тогаш веќе не може ни клиенти да бидете. Да, може после да имаме друга улога, на робје. Апсолутно. Ви имате теза дека сите големи македонци, а тоа се Сократ, Платон, Аристотел и така натаму, се убиени од грците, освен Аристотел, нели, кој бил
Заштиćен на Александар бидејќи бил учител на Александар Македонски, и дека всушност таа грчка цивилизација на овие македонски територии е на сила наметната. Pa jeste i nije. Imate tu sad jedan zgodan proces, ili mi u Srbiji imamo samo par validnih historičara. Jedan od njih je naravno genije Miloš S. Milojević, koji 1872. objavljuje, zamislite, sam izdat Istorija Srba i jugoslovenskih zemalja, pa onda Manastir i Kaluđerstvo, gde je stara Srbija i tako dalje, koji je diplomirao u Petrogradu, zamislite, u ono vreme istraživao u Pekingu i u Vatikanskom arhivu. On Grke isključivo i Rimljane naziva braćom rođenom i Ramzesima. Savremena historiografija dokazuje da je Ramzes imao osvajanje u Evropi, jedan od Ramzesa, da je to bila imperija, a da su vojničke kolonije opstale. I savremena historiografija prepoznaje Grke prvi put 1000 godina pre nove ere na Kritu. Pre toga je mikenska civilizacija, naravno ne grčka civilizacija. To je ista ona civilizacija Likije ili Male Azije, to je prevavilonska civilizacija. Imate toponime koji su vrlo zanimljivi. Nin je glavni grad Likije. Vi imate u Carigradskom arheološkom muzeju savršen drugi sprat od fantastično mnogo likijskih stela. To su veliki obelisci sa zakonima. To sad sve već ima i na internetu, ali ja sam imao zadovoljstvo. Ке може ли тезата за грците? Su crn narod, oni su Ramzesi, baš kao i Rimljani. Значи од египјаните. Kolonija vojnička egipatska. На династијата на Рамзес. Tako je, u to vreme. Во тоа време. U to vreme. I sad, da nije okapanje, to je jednostavno istorijska činjenica. Grčke falange, ali i raniji vojničke posade su imale osnovni komandni odnos koji će Turci usvojiti. Opet zahvaljujući Carigradu, to je pederastija. Janičari nisu bili ženjeni. To je taj grčki ili Ramzesovski odnos. Dolazi do bratimljenja u pederskim vezama i do velike krvničke poduhvata. Vi Makedonci, a i mi Rašani, Raci i Srbi, jako lako napuštamo žene i decu. A oni koji su janičari, mi imamo i savršene pesme koje svedoče o tim događajima, narodne pesme, a ista priča je i u Južnoj Makedoniji i na Peloponezu. Ta bratstva vojnička Grka su jako lako plenile našu ženu i decu i podvodile pod genocid. Prvi genocid koji smo doživjeli, to je genocid od Ramzesove kolonije crnih naroda. Grka kafa je crna kafa. Според Парошки, грците и римјаните потекнат од египјаните и всушност тие се колонии на стариот Египет или на некој од династијата на Рамзес први, втори или трети. Дека грците немат ништо заедничко со балканските народи, како што немат ни римјаните. Меѓутоа, како победници во тие балкански војни, како држави кои се империјални држави и кои владееле со светот некаде пред 20-25 века, ја напишале историјата. Во таа нивна историја нема место за Македонија. To je jedna velika operacija Rima koji su svoju braću podržali i promenuli celu istorijsku svest civilizacije. Naravno da to nisu hteli da nazovu ni galatskom civilizacijom, ni rašanskom civilizacijom, ni makedonskom civilizacijom, nazvali su je grčkom, a to je velika obmana i laž. Grci nemaju ni jednog filozofa značajnog ili značajnijog da ga ja znam, a najtragičnije je prošao saborac Sokratov, to je Alkibijad, koji je završio u Trakiji. Aleksandra Makedonskog do kraja brane Tračke vojvode, sve do njegove smrti. Mi nismo uopšte sposobni da osmislimo tu stvarnu, faktografičnu, proverljivu civilizaciju, jer još uvek nismo ni vi ni mi napravili nacionalne konstitucije, pa nemamo nacionalne historiografije, ni filozofije. Гледате, пред 3-4 дена, или поточно на 17 јануари, е изгласано некој дополнување или измена на еден закон. Законот е за армија, го испраќа Радмила Шекеринска и вели предлог закон за изменување и дополнување на законот за служба во армијата на Република Македонија.
и еве го образложењето на тој закон, вели дека зборовите Република Македонија се заменуваат со зборовите Република Северна Македонија. Значи зборовите Република Македонија се заменуваат со зборовите Република Северна Македонија и во член 1 на тој предлог за изменување на законот се вели дека во насловот зборовите Република Македонија се заменува со зборовите Република Северна Македонија. 6 пратеници на опозицијата гласат за овој закон, вклучително и координаторот на најмокната опозицијска партија. Не се гонети од САЈО, не постои САЈО, не постојат предмети во ОЈО или во другите форми на обвинителство и сепак гласат. Тоа покажува дека пратеничките структури на опозицијата се така направени. Ако требаше не 8 пратеници, 30 пратеници ке даде, за да може да се промени името на државата на 11 јануари минатата година. За жал, неодамна слушнав на телевизија еден слушател, поточно гледач се јави и имаше една забелешка. Ние не внимававме кому се му ја препуштивме политиката. Мислам дека од 91 година со исклучок на оние прва гарнитура луѓе кои што беа навистина стручни за она што беа. Имаше влага од СФР Југославија. Да. Имаше стандарди од СФР Имаше Југославија. стандарди, беа луѓе со определени знаења во своите сфери, економски. Постоеше срам, да, постоеше апсолутно. срам. Не срам постоеше дека за може... два прста образ се живееше. Така беше. Така Сега е. веќе нема срам. Не. Има страв, има многу страв, но има многу малку срам. И тоа е клучниот проблем Така на е. Република Македонија. И мислам, ова мене се ми личи на едно политиканство, квази политика. Оперета. Не, ни Па опера. баше оперета. Не, ни опера. Камо оперета. среќа да беше Офенбах жив, па може би и ќе направеше успешна оперета. Со овој материјал што го имаме овдека не ни може оперета да направиме успешна. Наке Ќулев пишува Северна Македонија на Фејсбук. Имал средба нели со амбасадорот на италијански или како беше, па го менува после тоа некој му кажува Република Македонија. Чита техничкиот министар за труд и социјална политика господјата Мизрахи, Република Северна Македонија нема проблем, значи техничките министри од владата од редовите на ВМРО ДПМН немаат проблем да го прифатат името Република Северна Македонија. Сега се прашувам кој се овдека во оваа приказна е опозиција. Ако веќе ги ставиме сиве овие нешта што ми ги посочувате, веќе прашањето е кој е опозиција, јас во парламентот не гледам опозиција. Сите се позиција. Сите делат исти идеи. Сите прават исти одстапки или постапки во тој парламент. И се надпреваруваат кој ќе се кандидира поголеми одстапки да направи. Да. Сега, не би сакала да ја користам формулацијата народот, бидејќи и таа раздробеност, таа фрагментираност е и кај народот. Но морам да го имам во предвид поголемиот дел на оној народ кој што се искаже на референдумот против промената на името, јас него го доживам за опозиција. И ја уништија таа енергија. И тоа сега ќе кажев дека... Каде се изгуби таа енергија на референдумот на 30 септември 2018 година? Очигледно, значи, тој што се занимава со проектирање на такви стратегии, сватил дека таа енергија треба да биде фрагментирана. Уништена е со претседателските избори. Апсолутно. На претседателските избори минатата година е уништена таа енергија на референдумот. Апсолутно. И идејата. И идејата. Една од носителките на таа енергија на референдумот, Гордана Силјановска, оправдано или неоправдано една од носителките на таа енергија, беше кандидат на опозицијата за претседател на Република Македонија. Тоа е евината грешка. Тоа е клучното кршење на енергијата на референдумот. Јанус со две лица. По дома ќе се нареком Република Македонија, ако ме изберите, сум легалист, ќе нареком Република Северна Македонија. Тоа е клучното кршење на кичмата на... Тоа е клучното. Апсолутно. Мислам дека тука е забиен клинот. Затоа што ако ги земеме и двете постоечки партиски, политички, македонски номенклатури, не се разликуваат меѓу себе. Нема ништо. Нема што да направиме разлика. Јас постојано тоа го велам. И едните и другите се власт, кои лошо владеат. Мирко и Славко. Не се Курто и Мурто, тие не сакат ни да се менуваат, тие сакат во континуитет да се владеат, да нема драматични смени, да има една етаблирана патека. Тие ќе бидат власт и ќе обезбедуваат едно определено управување, а ние сите останати надвор од таа власт, моки, ќе мора да извршуваме определени работи. Таа приказна која ние слушаме дека стана збор за грчка култура,
Сушно се прават римјаните, Тако е. сакајки да им помогнат на своите браќа грци, бидејќи потекнат од колониите Тако или е. војните упоришта од династијата на Рамзес Tako во je. Египет. I Grci ne lažu, oni tragaju za svojom religioznošću u Egiptu. To nalazimo i kod Herodota, tu priču o Egiptu, a zna se i da su Ramzesove trupe elitne bili Grci, ali pravi Grci, crni Grci, Grk. Прошки вие на пример кога ќе отидете ти на денес, Da, според собрањето, da. значи на грчкиот парламент, се наоѓа египетската амбасада. Eto, vidite, to nisam znao. Значи на клучно место, веднаш Сигурно. преку француска и египетска амбасада. Moliću fina. Значи тие сами знаат од каде потекнува. Apsolutno, apsolutno i primat Egipta u njihovom i samosvesti, političkoj samosvesti sigurno postoji. Oni sa velikim uvažavanjem drže, što je u redu, ja im ne zameram, ama gde smo mi tu? Добро, каде грците доаѓаат до потреба да го присвојуваат Александар Македонски? Pa to je njihov kompleks, potiče od Filipa. Filip Makedonski, otac Aleksandrov, ih je potukao i de facto uspostavio makedonsku civilizaciju ili imperiju. Čista imperija, jel? Ali isti ti Grci su ga i likvidirali u atentatu. Mislim, razne priče, to mi imamo sa carom Dušanom i njemu su Grci olovnim solima solili ručak dok nije izdahnuo. Antropologija rađena i ćuti se, kosti su mu u crkvi Svetog Marka, naslage olovnih soli, odnosno olova je fantastično. Некаде на Tu, kod nas. 300-400 Metara od mesta gde se sad nalazimo. Каде што снимаме. Grci su taj metod od uvek koristili. Таа црква ви беше нападната во текот на НАТО бомбардирањето, се наоѓа близко до Јесте. српската радиотелевизија. Тако е. Се прави некоја реконструкција, колку што можам да видам, многу долго се прави таа реконструкција. Pa dobro, mi se još uvek ne odričemo NATO bombardovanje. Nama u psihologiji porobljeno, jel, svaki zaslanik iz NATO izaziva oduševljenja. Taj europski mentalitet je ovdje zavladao. Значи, господине Прошки, 4 века Da. пред Александар и Postoji Makedonija, postoji arheološki dokaz. кој е тука го имате, а го имаме и ние во нашите археолошки. Tako je, imate u vašem arheološkom muzeju, mi smo ga imali 2008. godine u Muzeju grada Novog Sada prezentovanog, nesporanje, vaš toponim je originalan, ali desilo vam se to što vam se desilo sa podelom, sa gubitkom istočne Rumelije. Vi Makedonci ste izgubili ogroman deo teritorije, a onda definitivno sa Markosovim ustankom Grci su vas počistili u Južnoj Makedoniji. Bugari, posle bitke na Slivnici, su istočne Makedonce asimilovali, potamanili. Taj proces jako dugo traje i ako smete da objavite, moram da vam kažem da je Zajev nastavak tog procesa. Zajev je Bugarin iz Strumice gde sam ja služio vojsku. Nema krsnu slavu. Sve ovo što vam se dešavalo sa demokratskim promenama je prozelitizam bugarske ideologije. Njegovo razočarenje sa Evropskom unijom je momentalno. Otvorili ste i vrata Albanskoj uniji, kako je mi ovdje nazivamo, pa i naš predsjednik Republike to komentariše. To ste vi prvo uradili u Makedoniji, a onda naš predsjednik to naziva malim Schengenom, to je Albanska unija, će svi Albanci biti u jednoj uniji. Moram da vas podsjetim da zakoni unije su jedinstveno primenjivi, znači tu više nema nacije. Vi Makedonci niste iskoristili rezoluciju 777, Srbi do Žičkog sabora, što je bio samo crkveno-narodni moment, ne i državni, prave nacionalnu konstituciju, ja sam jedan od učesnika, do pre 6 meseci, Spasodanske 800-godišnjici, na 800-godišnjicu Žičkog sabora, vi nemate to, tako da će taj bugarski imperijalni poduhvat koji je počeo u vreme uništenja istočne Rumelije, priznate države na Berlinskom kongresu, kad je Kneževina Crna Gora, biti nastavljen. Grci su to završili, kažem, iskoristili borbu i tu Englezi pomažu Grke, a ove ponovo, protiv Markosovog ustanka u Južnoj Makedoniji. Vama je zabranjen čak i folklor makedonski, ja sam svedok toga. Izgubila se i istorija srednjevekovne državnosti cara Siniše i Joasafa, poslednjeg Nemanjića, koji je digao meteore. Grci vas vode da vam pokažu Joasafu manastir, ali nikad neće reći da je to srpski ili, ajde da kažem, car Srba, Bulgara, Arbanaha i Grka.
Tako da mi smo izgubili vi nacionalno određenje, mi kulturno, istorijsko, mnogo smo izgubili. Ko bi stavili skrijena kamera во кабинетот на амбасадорот на Соединетите Американски држави или амбасадорката на Соединетите Американски држави во Република Македонија, како коленичат нашите политичари, како зумбуљага ода тамо да молат и да се кланјат, ја мислам дека македонскиот народ не да нема да излези на гласање, туку нема да му падне на памет во наредни 50 години да гласа за една од политичките партии во Република Македонија. Овие луѓе се надпреваруваат кој повеќе полтронски ќе се однесо кон меѓународната, тоа не значи дека вие треба пиштол да извадите и да се карате со меѓународната заедница, меѓутоа мора да имате барем малку достоинство, барем малку кичма да може. Народот ви избрал да ја водите државата, не да коленичите тама, туку да ја водите државата. Пак се враќаме на основното прашање, значи недоволното ниво на образованост и укост да се справите со политичките интереси и намери во сопствената држава, да изградите една национална надворешна политика, како вие ќе се однесувате и со представниците на другите држави. Ако не застапувате автохтона, матична македонска визија, тогаш сигурно ќе коленичите и сигурно ќе го срамите или ќе го бербатите својот народ. Видите се, Мицковски вели, ако освоил 81 пратеник, и ако има Бадентерово мнозинство во парламентот, ќе го вратил името. За кого ја упатува оваа визија своја? Па претпоставам за ќерка ми на 5 години. Бидејќи некој паметен, интелигентен човек сигурно тоа не може да го поверува, бидејќи кога имаше можност и кога цензусот завишеше од него, тој го обезбеди цензусот. Го обезбеди. Тоа беше на претседателските избори. Да. Тогаш 81 пратеник и Бадентер беше во негови раце. Фигуративно кажано. Така е. Не сега да му го дават. Му го имаа дадено лани во април, во мај. Апсолутно. И он го продаде за 2 канти сирење. Како да ви кажам, таа неумешност во политичката акробација останува ние да ја трпиме како последица. Да, трајна. Трајна. Иако бев оптимист дека нешто може да се смени, околу името, презимето и така натаму, сега сум веќе реалист и сметам дека таа работа можеби е трајно оштетена. И ако улогата на власта била да се смени името, улогата на опозицијата била да се искрши цела енергија која може да се спротистави на промена на името. И друго, мора да внимаваме дека според изборниот закон што постои, во овие парламентарни избори не се предвидува цензус. Сега тие ќе го стимулираат неизлегувањето за гласање, бидејќи доволно им се тие нивните групировки да излезат, да си гласат и да си направат влада. Сега, навистина, народот, односно вистинската опозиција не е потребна да излезе на парламентарни. Да, раздробени се. Бидејќи апсолутно во оваа форма, во оваа фаза законот не ви бара цензус. За председателски да, за референдум да, но за овие избори не. Сите лостови се фатени во нивни раце, буџетски пари за финансирање на партии, судство, обвинител со нивни раце, медиуми во нивни раце. Ниту една нова политичка структура не може да се етабилира или да се профилира, бидејќи нема пари, нема логистика и нема пристап до медиуми. Нема апсолутно. Тие се основните болки на тој неравноправен надпревар. И затоа нема да имаме фер и демократски избори. Ки ви искршат 2 нозе и 2 раце, ке рече, ај сега можеме да се тркаме на 100 метри. Апсолутно не. Не може да се тркаме. Значи, неравноправноста е запишана во тој изборен закон. Ето основни прашки. Значи, Македонија го добива своето име по Мак. Од историског имена, кој е пре Александра Македонскog. 4 века. Значи, барем. Значи, опиум, опијати и така натаму. А Косово е Колумбија. Не само опиум, веќе и храна, морам да вам кажам. Да, така има штурдло од Мак и така натаму. Значи, а Косово е денес Колумбија на Балканот. Каде бидејќи кога ги гледаме овие серии Сенки на Балканот, гледаме дека македонските комити или ВМРО историско и така натаму ја држат таа трговија со Мак.
опијати така натаму. Каде се менуваат ролите? Можеме ли тука малку да Можемо и врло е лако и врло е... Тука ќе ви дозволам и повеќе да кажете што се вика, да. To je vrlo zanimljiva tema koju sam ja doduše opet u Radskom tetralogu romaneskno objasnio. Вие ќе кажувате, јас ќе да објаснам за да може гледачите наши да разберат, да. Slobodno. Da. Aleksandar, nikad krunisani kralj, Karađorđević od Jugoslavije, vaš i naš, nekrunisani, je 1920. Vrangela doveo iz Carigrada, a Hrapovickog mitropolita izbeglog iz tada revolucionarne Rusije u Sremskim Karlovcima objedinjuje, ne bi li ga izvikali za cara. Čovjek je imao komplekse. Možemo li Vrangel da objasnimo ko je? Vrangel je komandant Bele garde, jedna od vojski carske Rusije koja se borila protiv Lenjina i revolucije. Samo da napravim digresiju, to nisam rekao. Ataturkovu revoluciju je podržao Lenjin. Zato Nikola Pašić nije hteo kao agent ruski da odgovori na pozive Engleza i Grka da odbrane Carigrad. On je bio agent ruski i to je ostao do danas. Vraćam se na temu. Vrangel je sa belim trupama, smeštenim kod nas u Karlovcima, ali i u Beloj crkvi i u Banatu, paradirao sve do 1941. godine, zadržavši vojne formacije belih. Tako su se i zvale. Postoje muzeji, istorijski događaji, a Ruska zagranična crkva je postojala do 2007. godine, mislim. Tu raskolničku rusku crkvu napravio Aleksandar Karađorđević očekujući da bude izvikan za cara. Bio je kadet, srednjoškolac, valjda sa 2 godine kadetske škole iz Petrograda je doveden kad je Đorđe svrgnut ovde od nesrpske masonerije, od crnorukaca i budala. Đorđe inače bio dobro obrazovan i genijalan čovjek, dobar ratnik. Vodio je gvozdeni puk, ali završio to po Onici u Ludnici. Njegove sposobnosti matematičke, pošto mu je Mikalac bio profesor, pripisuje Aleksandru koji je bio sa 2 razreda srednje škole, nije bio matematičar. Ali Aleksandar je u svojoj šizi napravio raskol u pravoslavlju i Rusi su to prevazišli. Rusi su održali sabor, Kiril, njihov patrijarh, sveti, je saborno biran i Ruska zagranična crkva je objedinjena sa Moskovskom patrijaršom. Ali zamislite, srpska zagranična ili kako je zovu raskolnična nije objedinjena. To nam je Gospod dao za nagradu. Znači, na teritorija Srbije, Jugoslavije. Toga se naođat komandite na Bela garda. Tako je, Vrangler, i Ruska zagranična crkva. Da, mitropolit koji je dobio autokefalnost. Koji bega do imigracija. Tako je. I se ali ne u Francuskoj, ne u Engleskoj. Tuka na teritoriji na Srbije. Samo u Srbiji. I zato na Staljinu Srbe presuđuje i odlučuje da smo hegemonisti i pravi 1937. godine Hrvatsku i Slovenačku i Jugoslovensku komunističku partiju koja je postojala od ranije, ali njih priznaje Kominterna. Zamislite, vaša makedonska nije postojala. A nije postojala ni srpska i to nas pred Gospodom čini, ajde da kažem... Znači, poradi Vrangler i poradi ta ruska crkva koja je tuka vo Sremski Karlovci, dobro. Stalin smeta дека Srbite se komunistički narod. Da su, jesu i bili su. Da. I osuđuje nas kao hegemoniste i to nas prati do danas. Da. Poradi to, ali Josip Broz Tito dođe na čelo na komunistička partija. Jugoslavije. On je pozitivan za Staljina i u obaveštajnom smislu vodi političku struju, dok su postojali oni koji su profesionalni revolucionari. Kod nas u historiografiji tek sad isplivava da se objasni šta je profesionalni revolucionar. Tu lekciju smo mi učili, a nismo znali šta. Profesionalni revolucionar prima platu i to u dukatima iz Kominterne. Staljin je finansirao od Španskog rata redom Josipa Broza u dukatima. I celu njegovu nomenklaturu, pa i našeg Petra Rapšina, koji je moj Turinac, ali likvidiran posle od Tita. Profesionalni revolucionar, to znači plaćen od Kominterne. Tito plaćen od Kominterne, profesionalni revolucionar. I dođe na čelo na komunistička partija. Jugoslavija. Ali postoji komunistička partija Hrvatske i Slovenije od 1937. i danas postoji. I ta nomenklatura NKVD to naravno podržava i do 1948. do rezolucije IBA. Vi imate 60.000 likvidiranih u Srbiji, 105 profesora univerziteta u jednom danu Beogradskog srpskog univerziteta.
Sve je to uradila NKVD 6. Lička 7. Banijska, odnosno Jugoslovenska komunistička partija. A Srbi i Makedonci do 46. mi nismo imali komunističke partije, znači nismo okrvavili ruke, nismo imali komunističke revolucije. Ako nemaš partiju, nema ko da ti pravi revoluciju. Ti to je člen na ta loža Libertas. Da. Koje vlade? Može biti i još nekih moćnih loža, jer se zna da je on i Dobrica Ćosić, oplovljavajući Afriku pre 45-6 godina, bio kod izbora velikog majstora Pi 2 lože negde u Africi. Samo njih dvojica su se išli sa Galeba. Tito je poneo, a tek sad su isplivala dokumenta posle potpisivanja ugovora na Visu sa Churchillom, on odlazi na prijem u Vatikan, a od 1957. mi imamo i u pravoslavnom kalendaru Svetog Josipa Radnika. Crno slovo, kako narod kaže, svetac je, a da je Josif Marijin bio drvodelja. Pojam radnik nije postojao, to je tek od Francuske revolucije uspostavljen pojam. Naš Josif Broz, Ambroz, je dobio svetaštvo u Vatikanu i 1. maj je njegov svetac. To nas je koštalo i vas, Makedonci, i nas Srbe, 2 milijarde dolara, barem što se zna u zlatu, a sve ono što je Lučio Đeli odneo i što je nađeno u Žardinjeri, čak i engleski dukati kojim su platili 27. mart, sve to završilo u Vatikanu, nikad nije potraživano iz Vatikana, potraživano je zlato iz Nemačke, ovamo, onamo, sva kulturna blaga, naravno da nisu vraćena ni iz Zagreba, ni iz Budimpešte, da ne pričamo ono što je otišlo dalje, ali je sve to rezultiralo Svetim Josipom Radnikom i ko uzme kalendar, nek pogleda, mi imamo svetitelja. Ta loža Libertas. Da, je vladajući danas u Beogradu i Novom Sadu. И денес владее. Ови како тргна името на црквата ќе реши. Пред 2 недели беше во Цариград. Техничкиот премиер Оливер Спасовски, поранешниот премиер Зоран Заев. Има средба со Вселенскиот патриарх господин Бартоломеј. Како тргна, велам, и името на црквата ќе реши? Па не се далеко. Ако ги земеме сите параметри кои што се на теренот, мислам дека така ќе биде. Ако направиме одредена геополитичка анализа, Цариградската патриаршија и покрај противењето на Руската православна црква ја признава Украинската православна црква. Да. Руската православна црква во моментот има многу подобри релации со Ватикан отколку што има со Цариградската патриаршија. Преку Цариградската патриаршија очигледно дека длабоката држава, ЦИА или оној Вашингтон кој нема наклонет на Доналд Трамп, се уште може да влие врз политичките разврски. И ако Цариградската патриаршија ја признава Украинската православна црква, тогаш Цариградската патриаршија може да ја признае Македонската православна црква. Не, тие може да ја признаат Северната православна црква. Да. Православна црква на Република Северна Македонија, Цртичка Охридска архиепископија. Да. По истиот модел може да се решава прашањето на црквата во Црна Гора, по истиот модел може да се решава прашањето на црквата во Косово. Па знаете, религијата од секогаш била многу сериозна политика, сега историски гледано. Дури секогаш е прва, а потоа доаѓаат политичките маневри. На Балканот религијата секогаш било прашање меѓу големите царства. Ја спомнавте Русија, царството Русија. Не се буни од Црна Гора, колку што гледате. Ни Србија, ни Русија нешто посебно не се истакна во нападите врз Мило Џукановиќ во Црна Гора. Тоа значи дека Црногорската црква или ќе биде решена по оној пример на Украинската црква или на Македонската црква, или ќе влезе во некои блиски релации со Ватикан. Во унијатство, Нема трета. Или со Ватикан Мило Џукановиќ ќе внесе Црногорската православна црква. Знаете, тоа се многу сериозни политички маневри. И ке нас беше така. Лани дојде папата, ова година Зоран Заев и Оливер Спасовски отидоа да испие кафе. Само затоа велам дека тие многу брзо нешто ќе договорат. Со оглед дека ги знаеме веќе претходниве параметри кои што ги спомнавме, доаѓањето на папата, големите сили имаат меѓу себе еден договор, знаете таму. И не само тоа. Има интереси и постапки, се знае. И не само тоа, господи Котлар. Амбасадор, кога се случи оние мејдан настани во Украина е Джефри Пајет. Амбасадор на на Соединетите американски држави во Украина. Оние негов транскрипт и телефонски разговор со Викторија Нуланд како да се создави или сформира владата во Украина, сите ние го слушнавме. Од Украина тој заминува на служба во Грција
и амбасадор на Соединетите Американски држави во Грција. Рецептата сега треба да се примени и кај нас. Негова десна рака е сегашната амбасадорка во Република Македонија. Таа беше негов Која прв исто дојде од советник. таму. Тој беше прв советник во Република Грција. Значи, Да. и доаѓа во Република Македонија. И што се случува половина година после нејзиното доаѓање, Зоран Заев и Олијар Спасовски одат на пиење кафе Така со е. Вселенскиот патриарх. Така е. И покрај сега промената, случајно. знаете, на името гледам дека во изјавата на Вартоломеј се уште има вашиот народ и вашиот клир. Да. Така да атрибутот македонски во секој момент треба поприлично да се Гледате, потисне. Да се вратиме на оној дел околу макот, опиумот и опијатот. I arheološki dokaz vašeg imena. Во она стара Југославија или Краљевина Да. Југославија, ВМРО, кога гледаме овој филм или серијал Сенки на Балканот, ја држи таа контрола. Значи, белогвардејците на Вранглер и ВМРО или комитите на ВМРО имаат конфликт, битки или се убиваат помеѓу себе, кој ќе има контрола. I ubijaju i našeg Da. Aleksandra, u Da. redu je. Da. Ja nemam ništa Да. protiv. И имаат кој ќе има контрола врз опиумот. Pa, logično. Mislim da je stvar 19. vekovna, a to je samo zakačilo malo vas na Balkanu. Ja inače nisam sa Balkana, ja sam iz Bačke. To je Srednja Evropa. To imate čuveni opijumski rat, zajedno saveznički Francuzi i Englezi uzimaju Peking. I onda imate onu strašnu literaturu, istočni vetrovi, zapadni vetrovi, svi smo to čitali kao srednjoškolci. Opijum je bio platežno sredstvo u imperijalnoj Kini, kojim su Englezi i Francuzi, a posle daleko istočna kompanija engleska zagospodarila Azijom. Vi sa jednom, evo toliki kilogram opijuma možete gospodariti sa pola nečije države. Taj metod je raniji, znači to što će ispovedati ВМРО i Senke nad Balkanom, to je samo relikt te priče. I imate u mom romanu Ratski tetralog, konkretno u Racima, to ću vam pokloniti, obećao sam, to vam je ova knjiga. Nije slučajno albanska mafija na Kosovu dobila primat. Oni su učinili jednu veliku uslugu, sad zamislite to, Njujorku. Mi svi znamo te priče o Harlemu kao getu u kojem niko nije smeo da uđe, gde je crna mafija, da li portorikanska, da li druga, gospodarila. I sad imate da odjednom da je Harlem najčistiji deo Njujorka, u kojem Clinton dobija 1000 kvadrata poslovnog prostora na poklon od Albanaca sa Kosova. Osim onog pomenika koga mi spominjemo u Prištini, dobio je zvanično, u Americi je to sve zvanično, 1000 kvadrata poslovnog prostora i 300 kvadrata stambenog. Kako su to Albanci u svojoj nacionalnoj konstituciji mogli toliki resurs u Harlemu da odvoje i poklone Clintonovima? Clinton inače kad je došao na vlast, ja znam, to je vreme kad sam se ja uveliko bavio politikom, je imao svega $1 milion kapitala, pošto se tamo to sve verifikuje, i taj $1 milion je bilo vlasništvo njegove žene. On je imao samo platu. Clinton je to dobio na poklon iz razloga što je verovatno CIA, DEA ili neko od pametnih američkih institucija iskoristila novu albansku mafiju da iskontroliše Harlem, pa i druge gradove, recimo Los Angeles posle toga. Crna mafija nije plaćala porez. Kad zagospodare ulicom, prestali su da plaćaju porez, pa i u Harlemu. Naravno, terorisali sve koji ulaze, bande su kontrolisale sve to. Međutim, italijanska mafija, koja dugo nije želela i nije bila uspešna u trgovini opijumom, je ustuknula pred albanskom. Albanska mafija je bila zatvorena, jezički, organizaciono, i neka od pametnih nacionalnih agencija, američke moderne nacije, CIA, DEA, svejedno je izabrala Albance da uspostave kontrolu nad kapitalom. Onog trenutka kad bi Albanac u Harlemu kupio zgradu, svi podstanari koji su dobili $600 socijalne pomoći, u Americi je tolika socijalna pomoć za svakog socijalnog slučaja, morao da plaća stanarinu komunalije. I sve mafije su se iscelili iz Harlema. Harlem košta na 1000 milijardi.
u građevinskom, poslovnom, u svakom smislu. Otud i Clintonov poklon od 1000 kvadrata stambenog, poslovnog i 300 kvadrata stambenog. Albanska mafija je regulisala Harlem, pa onda i druge gradove. Ono što više sicilijanska ili italijanska suviše fina, već u 3. 4. generaciji legitimno trguju i rade, to je albanska mafija učinila i otud njihov ekskluzivitet. Taj proces i dalje traje u Americi i na kraju krajeva ne treba im zameriti. Treba zameriti Titu, ali sad da me razumete, ovo nije jezička igra, ja se inače bavim arheologijom jezika, to je, objavio mi je Kljosov u martovskom broju, taj moj projekat arheologije jezika, mogu i to da vam govorim. O čemu se radi? Tito je naučio Albance kao sitne švercere da tegle drogu, međutim nadrasli su Tita. Vi Makedonci, kako vam se zove glavna farmaceutska industrija? Zavisi koja imamo. Jedna Ohis je alkaloid. Kako imate? Ohis, alkaloid. Da to nije bio opijum. Šta je ohis? Pa organska hemijska industrija Skopje, Kako bi se zafrkavali. Ja sam brao mak, da vam kažem, u Bačkoj. Moji roditelji su sejali repu i po repi mak. Mak se sad vraća. Ja sam kao mlad, kao klinac, sa roditeljima u avgustu mesecu, vi bi rekli, trgao čaure maka. I moja mati je rezala mak, prala, a čaure smo prodavali u zadrugu, poljoprivrednu zadrugu, našem dragom drugu Titu. Vozovi čaura maka su putovali iz Turije za Galeniku, a to isto je bilo i u vašem opijumu ili Ohisu Skoplje, koja je direktno nazvana po opijumu farmaceutska Titova industrija. Ja mislim neka je alkaloid. Nije. Da. Droga Portoroš. Ne, Makedonija. Makedonija, ja ne znam konkretno, ali znam da je opijum dao ime Ohisu, a vi pričate što hoćete. Da, znači Tito je bio veliki diler. S opijom. Ja sam brao čaure maka, a iz moje Turije su vozovi odnosili u balama velike. Aj сега kada definiram, znači, VMRO navistina se bavi sa trgovija s opijom. Ja moram da hvalim VMRO. Ne, problem i da go falite, zašto što? Molim vas, ali sad i da kažem zašto. Nadam se da ćete to objaviti. 1992. godine moja Narodna stranka i nas nekolicina iz Narodne stranke i četničke organizacije smo bili gosti VMRO-a u Skopju. Ljupče Georgijevski je bio predsjednik i mi smo potpisali ugovor o saradnji. Ja sam imao nekoliko ugovora o saradnji i sve sam poštovao, ali moji partneri nisu. Ne mogu da kažem za VMRO, već nije bilo prilike za realizaciju ugovora. Gostili smo se u Skoplju, Ljupče Georgijevski je bio moj partner i na večeri smo sedeli jedan pored drugog, bilo je 20 VMRO-aca i nešto mojih saradnika i desilo se nešto. To sam tek posle našao kod Vasilija Trbića. U razgovoru slobodnom za prijatnom večerom ja ću pitati Ljupča Georgijevskog, dobro Ljupče, koju ti slavu slaviš? A on kaže, ne znam. I sad se ja upalim onako, usijana glava. Pa kažem, dobro Ljupče, kako ne znaš čoveče, koju slavu slaviš? Ili ti otac nikad nije rekao koju slavu slaviš? I Ljupče kaže, pa nije. I sad u tom trenutku, u toj nedoumici, svi redom za stolom, eto, to vam je jedno pokazanje, počinju da se legitimišu. Kaže, ja slavim Svetog Nikolu, ja slavim Arhangela Mihajla i moji saradnici kažu koju slavu slave. Samo Ljupče ostao za stolom, od nas 20 bez krsne slave, ja se udarim po čelu i kažem, pa dobro Ljupče, pa što ne reče da si brat Bugar, daj da te izljubim, pa ti nemaš krsnu slavu. VMRO i po Vasiliju Trbiću je bugarska intervencija, posle bitke na Slivnici i uništenja Rumelije, taj ustanak koji je legitiman protiv Turaka, on je bio bugarski, velikobugarski ustanak. I to je ovaj kontinuitet koji vi sada imate sa Zajevim, moram da kažem, koriste ga Albanci. To je nov projekat nestanka Rumelije i povećanja bugarske teritorije. To ona priča da li treba do Atarska Makedonija da je sva bugarska. To je velika nesreća za Makedonce kao nacion. Kako ćete se vi s tim nositi, ja ne znam. Ovo беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, ние се гледаме во недела во 22 часот. До тогаш пријатна вечер Македонијо, каде и да си.